Ликовите на кои се подпираме во нашата визија за суверена демократска Македонија се нашите историски светилници, кои ни покажуваат кон што треба да се стребиме. Но сега имаме нови предизвици, за кои ни требаат државници, а не марионети на странски амбасади. Драги сонародници, веројатно се прашувате зошто јас, Билјана Ванковска, денес стојам пред вас, барајќи ја вашата доверба, и тоа по втор пат. Левичар сум не само по убедување, туку и по работничките корени. Мајка сум на 3 деца, универзитетски професор и активист кој се борел и кога требало да биде сам. Државата ни е во очајна состојба. Народот со паднат дух, со украдено достоинство, осиромашен и развластен. Ако мојата прабаба Билка имала храброст да излезе во комити, зарем незината правнука смее да седи безгрижно во својот професорски кабинет? Председателската функција не е само церемонијална, таа зависи многу и од личноста што ја извршува. А Македонија заслужува некој кој ќе биде нејзин глас, но кој нема да преколнува и моли, туку ќе се бори за нејзините интереси, ќе ја зборува вистината и чекори по патот на правдата. Оваа Македонија, простете, е туѓа. Одново мораме да го изодиме патот на слободата. Да се ослободиме од срамните договори кои како пранги не тежнале, а се подпишани од трговци, а не државници. Пред 9 години застанав пред вас и ја побара вашата доверба и неколку илјади од вас ми ја дадоа, зашто сум ја многу благодарна. Денес довербата ја добив и од децата на транзицијата, новата генерација честни политичари од левица. Подготвени сме заедно да се бориме со срце и посветеност. Сега бројката од 10.000 подписи за да моето име се најде на гласачкото ливче е сосема остварлива цел. Затоа официјално ја најавувам кампањата за собирање 10.000 подписи со кои ќе станам председателски кандидат на левица. Ќе се сложите. Доста ни е од лажен избор помеѓу само 2 опции. Да го симнеме председателот одводно, меѓу народот, а Македонија да ја направиме држава од која ќе се гордееме. За кого, ако не за Македонија?